Општина Кочани во наредниот едногодишен период ќе го субвенционира јавниот градски превоз, при што на превозникот ќе му плаќа половина од цената на билетот, што чини 20 денари за едно возење. По донесената одлука на Општинскиот совет, услугата да се реализира и во наредниот период. Од буџетот веќе се обезбедени над 800.000 денари за оваа намена. Во тек е постапка за избор на нов превозник, за што е објавен и јавен повик за избор на давател на услугата, а заинтересираните фирми, што треба да исполнуваат и одредени технички услови, можат да се пријавуваат до 25 јули. Договорот со досегашниот превозник е пред крај, а од локалната самоуправа најавуваат измени во начинот на субвенционирање, за да се избегнат неправилности во плаќањето. Всушност, со измените и дополнувањата што ги донесе Советот на Општината, се предвидува за отворање нови линии, за нивно продолжување, скратување или укинување, да одлучуваат советниците по предлог на градоначалникот, ако за тоа претходно се исполнети неопходни сообраќајно-технички и економски услови. Токму воведувањето на овој нов член во одлуката за градскиот превоз, што претходната локална власт го немаше ставено во документот, ги подгреваше сомневањата во јавноста оти имало неправилности, па дури и надлежните органи спроведоа соодветна истражна постапка. Во изминатиот период, продажбата на билети е во постојан пораст, така што од почетните 7.000 минатата година се продадени неколкукратно повеќе. Општина Кочани беше прва во источниот регион која пред 4 години го воведе линискиот градски превоз на патници, при што се определени 42 автобуски постојки во градот и во населбата Оризари.